Добар ден, добро дојдовте во вестите на Канал УСУ. Непознати крадци во текот на празничниот викенд ги ограбиле црквите во Тракање и Бели, при што украле пари. Од почетокот на оваа година, ова е пета кражба во верски објекти, при што претходно настрадаа црквите во Оризари и Облешево. Присуството на поголем број верници во црквите за време на великденското празнување не беше пречка за крадците повторно да се впуштат во ограбување на верските објекти. Надежите дека токму поради празникот во нив ќе има повеќе пари бил главниот мотив за сторителите да ограбат две цркви во селските населби во Кочанско. Во неделата попладне во полициската станица во Кочани било пријавено дека непознат сторител извршил тешка кражба во црквата Свети Никола, лоцирана во селото Тракање. Со употреба на соодветен алат, сторителот делувал во пределот на бравата на влезната врата, пошто успеал насилно да ја отвори. Откако влегол внатре, почнал да претура низ објектот, при што од иконостасот одзел две каси во кои имало метални пари и го напуштил местото на настанот. Поласно било утврдено дека е причината материјална штета од околу 10.000 денари. Жителите на Тракање не забележале ништо сомнително на денот на кражбата, а за настанот дознале дури попладнето. Внимание не обрнаа, а после вика разбираме дека црквата ограбена, пари земано, да таа жена горе со кацанец био разбиено, бакрни котли имал земани. Кажаа, вика, сабале, вика, у 7 сато, ние, вика, само 5-6 сме си ојдели, он у 7, одма се, вика, разбили. А ние не сме чули, оти празник, лечеш си се вака. А одма тука живеем. Кои са били, како са били, те тука земали на овај комшијата торбичката, на оваа комшиката нешто, погоре нешто на некој, не знам. Слична кражба како во Тракање се случила истиот ден, но пред полноќ во црквата Свети Спас во селото Бели. Со примена на истата тактика, крадецот успеал да отвори влезната врата и откако влегол внатре, веднаш се упатил кон иконостасот во потрага по пари. Сепак, овде уловот бил нешто помал, односно тој успеал да украде 1500 денари, а грабежот бил регистриран дури следното утро. За сега нема сознание дали се работи за ист крадец кој ги извршил грабежите во двете цркви. Од полицијата информираат дека се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот. Подобрувајќи ги условите на патот до манастирот, селаните од Оризари нашле ќупови стари неколку века, кои покажуваат дека на тоа место живееле луѓе и ги користеле за чување жито. Манастирот Добра вода во Оризари и годинава со подобри услови подготвен за дочек на верниците на источен петок Балаклија. Манастирот Добра вода во Оризари и годинава подготвен да пречека голем број верници за празникот Источен петок Балаклија посветен на Мајката Божја. Петокот по Великден секоја година се собираат верници во овој манастир, се служи света литургија, а се подготвува и богат ручек за сите присутни. Домакините на манастирот за годинава се потрудија и околу подобрување на условите за примање на верниците. Се изгради настрешница во кругот на манастирот. У четвртокот правиме по вечеринка, даваме гравче со јагнишко, а утрото на петокот даваме ориче манџа со јагнишко. Оваа настречница направихме за верници, имаме маси со бетонски, исти клупи и така направиме еве настречницата. Таа настречница може да собере над 100 верници. Исто имаме кај манастирот таа друга настречница, значи на 200 души ние можеме да собереме подстречница оваа година. Подобрувајќи и подготвувајќи го патот до манастирот, луѓето кои работеле забележале стари ќупови за кои се уште не се знае од која година датираат, но сигурен знак се дека на ова место живееле луѓе кои своето жито го чувале во тие големи садови. Ние пред неколку година тука на ова место минаваме со булдожеро приме пато, а не знаехме булдожеро скапа едно 5. Една само останала тие таа ка водичката, исто тие сега пате као замина. А ова со гредеро, открие се ние, затоа дојдоваме да ги извадиме, ки ставиме кај водичката за успомен. Тоа нек си стои дека некој тоа имало населено место. У тоа тие врчи се е чувало жито, пари нема. Да имаше пари, лесно пари, ево, жито се е чувало. Домакинот Смилков додава дека на многу верници кои доаѓале да бараат помош од Мајката Божја, молитвите биле услишувани, така што дала пород на многу млади брачни парови, здравје и среќа за успешен брак и други нешта кои верниците ги барале од Богородица. Смилков вели дека она што му недостасува на манастирот е добра кујна и конаци, како и асфалтирање на патот за подобар пристап до него.
Православните верници го слават Великден. Изминатите денови Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги беше препон со верници кои присуствуваа на литургиите по повод најголемиот христијански празник. Службите во Кочанскиот храм започнаа од Велики четврток, кога се читаа часови на 12 страдални евангелија и се отслужи вечерна со Василиева литургија. На Велики петок, или кај народот познат како Распети петок, се читаа царски часови, се отслужи вечерна со полагање на светата плаштаница, утрена со статии и оплакување на Исус Христос. На Велика сабота се служеше вечерна со Василиева литургија и полунокница со биење на камбаните. Кочанскиот храм посветен на Светиот Великомаченик Ѓорги и годинава собра голем број верници за дочек на Христовото воскресение. На самиот ден Великден во неделата се отслужи Златоустова литургија со читање на Свето Евангелие на разни јазици. На вториот ден Великден архиерејска воскресенска литургија, на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион, кој на верниците им го честита празникот над празниците Воскресението Христово. На третиот ден Великден се отслужи утрена со Златоустова литургија и празнична вечерна. Од Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги најавуваат служење Златоустова литургија и водосвет на 17 април, кога се празнува празникот Источен петок Балаклија. Ортопед и специјалист по оториноларингологија се ангажирани во рамки на проектот Наш специјалист во Виница. Проектот на Министерството за здравство продолжува и во други градови. Во здравствениот дом во Виница со патен налог ќе се упатуваат ортопед и оториноларинголог, кои во оваа здравствена установа ќе работат секоја сабота од 8 до 15 часот и 30 минути. Термините во системот Мој термин се веќе отворени и матичните лекари можат да ги упатуваат пациентите на специјалистички прегледи во Виничкиот здравствен дом. Според податоците од системот Мој термин, изминатиот период од здравствениот дом Виница имало вкупно 2789 упати за специјалистички прегледи по ортопедија, кои не можеле да се реализираат во градот од причина што нема специјалистичко консултативна амбуланта од оваа област, додека од областа на оториноларингологијата вкупно 1756 упати за специјалистички прегледи во други градови. Проектот Наш специјалист се имплементира како резултат на последните измени на Законот за здравствена заштита, со кои се овозможува Министерството со патен налог да упатува доктор специјалист од една во друга јавна здравствена установа. По извршена анализа на податоците од системот Мој термин се утврдува од кои градови пациентите најчесто се упатувани во други градови за определена здравствена услуга и врз основа на тоа се детектира во кој град од кои специјалности има најголема потреба. Имплементацијата на проектот почна на 4 април во Берово и Валандово. Граѓаните во неколку региони веќе ги користат придобивките од проектот Наш специјалист, чија замисла е да им овозможи значајно олеснување, имајќи предвид дека здравствената услуга ја добиваат во местото на живење, без да се изложуваат на дополнителни трошоци за патување до друг град. Според информациите од терен, интерес за вклучување во проектот досега покажале и самите здравствени работници од јавните здравствени установи. Голема бара сред село во Чешиново остана по неодамнешните поплави. Покрај неподносливата смрдеа што се шири од застојаната вода, жителите се жалат дека таа е легло на агресивни комарци, кои по каснувањето оставаат отоци на кожата. Повеќе годишната бара на сред село во Чешиново се зголеми и покрај повлекувањето на водата по неодамнешните поплави што го зафатија регионот. Во неа се излеани и фекалии, но има и купишта отпадоци што местното население ги фрла овде. Од големата површина со застојана вода постојано се шири неподнослива смрдеа, а жителите од околните куќи велат дека барата и годинава ќе биде легло на необичен вид комарци, кои по каснувањето оставаат големи отоци на кожата. Иако минатата година во општината беше спроведено прскање против злодевните инсекти, тоа не помогнало многу за намалување на нивниот број. Уште тогаш чешиновци побараа локалната самоуправа да преземе мерки за исушување на барата, затоа што од новиот вид комарци немаат мир. Не со тие старите што беа, има не поголеми. И улеат дома по собите, имат крилца и така на нозите им ударат. Опасни ли се? Опасни се и тие. Заразно? Па заразно тоа, опасно, чим е заразно. Чим те пецне одма, се познава белеко, тото дват на ушето, на рака. Не се излева вечериња, тука е. Не знам, мора да се преземе нешто, или не може да се исаде ниско, освен да се напуне нешто.
Од општина Чешиново Облешево велат дека годинава навреме ќе преземат мерки во борба против комарците. Согласно Законот за заштита на населението од заразни болести, на територијата на општина Чешиново Облешево во наредниот период, преку одобрени средства од владата на Република Македонија, ќе се изврши ларвицидна дезинфекција на површина од околу 900 хектари во два наврати авионски во месеците мај и јуни. Дезинфекцијата ќе биде извршена од страна на Министерството за транспорт и врски. Чешиновци се надеваат дека освен уништувањето на комарците, локалната самоуправа ќе преземе мерки барата во нивното село да се пополни со земја. Според урбанистичките планирања велат, на ова место било предвидено да се изгради детско игралиште. Компанијата Мак Прогрес токму на Великден го опушти во употреба својот хотел-ресторан Александар Парк во Виница, кој носи 5 звездички. Станува збор за последната од низата инвестиции на оваа компанија, која во 2013 година беше најголем извозник на храна од Македонија. Последната инвестиција во угостителството опфаќа инвестиција во ексклузивен хотел-ресторан со капацитет од 500 гости, со соби за ноќевање на домашни и странски гости, ексклузивна кафетерија и ноќен бар. Станува збор за преземање и реновирање на веќе постоечки објект во центарот на градот, стариот мотел парк, на кој многумина се навраќаат со носталгија. На голем видеобим пред почетокот на свеченоста беше презентирана историјата на мотелот и идејата за инвестицијата и новата понуда. Според сопствениците на објектот, една од причините за новата инвестиција во овој пазарен сегмент е емотивната врзаност со овој објект, но и желбата да се зголеми угостителската и туристичката понуда во Виница, до ниво Александар Парк да биде прв избор кога е во прашање источниот дел од Македонија, односно регионален центар за гостопримство со највисоко ниво на услуга, врвна понуда на храна и специјалитети како и забава. Во Александар Парк ќе работи исклучително способен кадар, претежно млади луѓе со стекнато работно искуство во Македонија и во странство. Изложба на рачно изработен накит го збогати великденското празнување во Кучани. Сестрите Андови го имаа своето прво официјално представување во јавноста во фоајето на Центарот за култура Бели Мокри. Сестрите Ана Марија, Анастасија и Јована Андови од Кочани посветеноста кон рачно изработениот накит ја представија пред јавноста, како великденска честитка за своите пријатели и познаници, но и за присутните добронамерници во фојето на Центарот за култура Бели Могри ја организираа својата прва изложба. На неколкуте паноа беше представен само дел од 700-тините изработени обетки од полимерна глина и метал, во кои тие ја покажале својата креативност и вродена надареност. Возбудени од настанот, и посетителите и самите автори на изложбата не го криеја задоволството од, како што рече рецензентот Илинка Атанасова, правилното насочување на креативната имагинација и фантазија од најмала возраст, за во шаренилото од бои и форми да вткајат дел од своите детски и младишки души. Во име на своите сестри, емоциите од првата изложба на рачно изработениот накит ги пренесе 13-годишната Анастасија Андова. Едноставно ја уживам ова што го правам и сега додека е школската година малку ми е жал што немам слободно време, но сепак се свртувам и на викендите пробувам да пробам да уживам во ова. Инспирација што ти? Инспирацијата секојдневието, тоа што ме откручува и со секое пробување, со секое моје експериментирање добивам нови идеи и планови. Нова изложба нема ускоро, ќе се потрудиме. Сега со распусто треба да следе друго. Се надевам. Голем интерес предизвика изложбата на рачно изработениот накит на сестрите Андови, зашто доволен доказ беше преполното фоаје на Центарот за култура во Кочани. Тоа е поттик за нив да продолжат со својата креативност, а публиката да очекува слично представување на нивната уметничка замисла преточена во реалност. Следуваат спортските информации.
Иван Јанев освои бронзен медал на Балканското првенство во Бурса, Турција. Тој беше еден од тројцата македонски репрезентативци кои се закитија со медал на ова надпреварување. Македонскиот репрезентативец Иван Јанев освои бронза на Балканските игри во борење до 20 години. На игрите настапија репрезентациите од Бугарија, Турција, Албанија, Босна и Херцеговина, Романија и Косово. Игрите се одржаа во деновите од 10 до 12 април во Бурса, Турција. Јанев се искачи на подиумот во категоријата до 60 килограми. Забележа 3 победи и ја беше запрен во полуфиналето, каде загуби од репрезентативецот на Романија. Јанев беше многу близко до финале и до посјајно одличие, но поради повреда на увото беше спречен да го даде максимумот во оваа борба, иако оствари предност во воведниот дел. Без оглед на пречката и бронзата сама по себе е успех ако доаѓа од силно меѓународно надпреварување. Претходно во четвртфиналето Иван Јанев забележа победа над грчкиот репрезентативец, борба што за македонската репрезентација има особено значење заради конкурентноста што се развива во сите сфери кога е во прашање соочување меѓу представници на Македонија и јужниот сосед. Од другите македонски репрезентативци, Амар Мурат од боречкиот клуб Тефеус освои сребрен медал од Балканското првенство за кадети во слободен и грчко-римски стил. Освен Иван Јанев од Бучим и Армин Идризи од Тефеус освои бронзен медал. Репрезентативниот тренер Идрис Куртиши веднаш после настапот на избраниците изрази задоволство од постигнатото на Балканските игри во борење до 20 години. Скромен спортски викенд. Во сенка на празнувањето беа одиграни редовните кола во лигите во фудбал и кошарка, каде настапуваат локалните представници. Сиромашен продолжен празничен викенд кога се во прашање екипните спортови. Празничниот одмор единствено го прекина Осогово и Баскет Дино, одигрувајќи ги редовните кола во третата фудбалска, односно втората кошаркарска лига. В недела во рамки на 15-тото коло од третата фудбалска лига Исток, Осогово ремизираше во Делчево кај Брегалница Голак со 0:0. Работник Џумајлија го совлада напредок Здравје Радово со 2:1, Тивере и Плачковица одиграа 0:0, Баби загуби од 1934-та Виница со 1:3, Овчеполе поразен од Беласица со 0:2, а 14 октомври 1946-та демолиран од Каменица Саса со 0:6 на домашен терен. На табелата води Беласица со 39 бодови пред Плачковица, напредок Здравје Радово, Овчеполе, Каменица Саса, Брегалница Голак, Баби, Работник Џумајлија, Осогово се спушти на 9-та позиција, Слога се искачи на 10-та, предпоследна е Тиверија, без бодови е 14 октомври 1946-та. Одиграно редовното коло во втората македонска кошаркарска лига, нов пораз забележа Баскет Дино во Кочани, овој пат од Т-Баскет со резултат 80:99. Останати резултати: Црндрин Пелистер 70:62, Борец Баскет без 100:75, Радовиш Михајловски 76:78, Слободен беше Тетекс Тетека. Водите Баскет со 30 бода пред Радовиш и Борец Баскет, следуваат Тетекс Тетека, Бест, Пелистер, Вардара Павец, Црндрин Михајловски и Шкупи. Последен е Баскет Дино. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер.
Довидување.